Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска е 16. мај 2022 година, понеделник. И ова емисија сакам да отпочнеме со една убава мисла. Ако сакате да успеете, мора да научите да живеете со неуспесите. Многу поголеми мудрости стекнуваме врз основа на нашите неуспеси, отколку врз основа на нашите успеси. Може би денеска ќе имате успешен ден, може би и проценти во неуспешност ќе доживеете, но како е да е, и тие неуспеси кои ги доживуваме во нашиот живот, нека не научат на нешто подобро. Така да ви посакувам и денеска да имате убав ден, почитувани гледачи. Srcata i bratska doverba nekako prati tvoj trud. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona.
Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta njiva u nas. Mlada ta njiva u nas. После ова песна, еве, неповторно во студио, почитувани гледачи, вие следите во живо утринската програма. На почетокот, пред да ги кажеме сервисните информации, еве на кратка приказна за нашите најмлади. Соба полна со балони. Група од 50 луѓе присуствувале на еден семинар. Најднаш говорникот го запрел предавањето за да направат еден експеримент. На секој од присутните тој му поделил по еден балон и ги замолил на балонот секој да си го напише своето име. Потоа ги собрал сите балони и ги ставил во една соба. Откако ја наполнил собата, ги замолил учениците, односно учесниците, да влезат во собата и во рок од 5 минути секој да си го најде својот балон. Во собата настанал хаос, затоа што сите брзале да си го најдат својот балон. Поминале 5 минути, но никој не успел да си го најде својот балон. Потоа говорникот ги замолил секој да земе по еден балон и да му го даде на човекот што чие име е напишано на самиот балон. За кратко време секој го добил својот балон. И на крајот говорникот објаснил: токму ово се случува во нашите животи. Секој хаотично брза и ја бара својата среќа наоколу, без да знае каде се таа наоѓа. Нашата среќа лежи во среќата на другите луѓе. Дајте им ја нивната среќа, ќе ја добиете и вие вашата среќа. Ова е смислата на човечкиот живот. Еве, тоа беше ова утринска кратка приказна. Што се однесува до денешните сервисни информации, почитувани гледачи, еве, веќе најавивме уште во петок дека за викенд ќе имаме релативно топло време и продолжува и во ова нова седмица топлото време. Како што рековме, денеска е понеделник, 16 мај. Прогнозата вели дека ќе имаме релативно топло време, утринската температура ќе се движи на територија на Македонија од 6 до 13, а дневната од 23 до 30 степени. Уве зрачењето е 7, значи веќе мај полека поминува, иако е тек половина, да кажеме, но го преполовивме и овој месец, имаме топли температури, високи температури, така да, бидејќи е месец мај, кога земјоделците сејат, кога се оно што се става во земја, ќе биде на проле, односно на лето или на есен, пожнеано, собрано, за да може ние како луѓе да се прехраниме. Така да искористите ги денеска овие топли мигови, прошетајте, релаксирајте се. Вие кои сте пензионери, излезете малце од дома, а вие кои сте помлади, секако тоа ќе го направите после вашето работно време, кое ќе ви заврши, кога ќе завршат вашите обврски. Што се однесува до значи денеска во Теквишијата ќе имаме релативно топло време, сончево, и во другите делови на нашата земја. Температурата ќе биде слична како во западните, така и во северните, односно во крајно и јужните делови на нашата земја. Автомотосојузот јавува дека собраќајот се одвива по суви коловози, внимавајте на клисурите, тамо кај што може да има одруни, така ги има неколку места во Македонија. Се уште се изведуваат работни активности на поедини делници, значи патишта во Македонија, така да Автомотосојузот препорачува и упатува на внимателно возење. Еве, на вијадуктот, односно вијадукт Трейд, Гостевар известува дека согласно одобрението издадено од страна на Министерството за транспорт и врски се продолжува времена измена на режимот на сообраќај при изведба на градежни активности на регионалниот пат Маврови-Анови Жировница. Значи во тој дел да се внимава кога се вози и на патниот правец Струга
граничен премер, кјафасан на делницата од бензинската пумпа, камара, значи таму се изведуваат градежни работи. Има и на други места, но вие кога возите секако ќе ги видите тие патни знаци поставени кои ќе ви укажат дека да ја намалите брзината на вашето движење, односно возење. Внимавајте кога возите во градовите и во населените места, посебно почитувајте ги пешачките премини кои што се одвоени за нашите пешаци, а во некои миксите ние сме и такви потенцијални пешаци. Што се однесува до рубриката на денешен ден, значи на денешен ден 16. мај се случиле овие случаи во минатото. 1532 година шпанскиот освојувач Франциско Пизаро слета на брегот на Перу со мала група војници. Совладувајќи го отпорот на индијанците, Шпанија го освоила Перу во 1572 година и го држала до 1824 година. Вистина, долг период. На денешен ден, 1703 година, умрел францускиот писател Шарл Перо, автор на збирката Бајки. Бајки во која има и мачка во чизма, црвен капа и заспаната убавица. Добро. Во 1812 година, на денешен ден, Турција и Русија подпишале мировен договор во Букурешт со кој се предвидува општа амнестија за српските бунтовници и преговори со турските власти за српска автономија. Интересно, Турција и Русија подпишуваат мировен договор за српските бунтовници да бидат амнестирани. На денешен ден, 1881 година, лансиран е првиот електричен трамвај во околината на Берлин. Навистина, стар град, уште во тоа време имал тој град трамвајска линија. 1881 година. 1916 година на денешен ден подпишан е договор за трипартна англо-француско-руска контрола врз Палестина за поделба на блискоисточните територии на Отоманската империја. Кога Турција се повлекувала, големите сили ги распарчале тие помали држави меѓу себе, ги поделиле. Навистина трагично, но тоа се случило, како што рековме, во таа година, 1916 година. Во 1924 година родена е Дауда Јавара, основач на Народна партија, председател на Гамбија. Значи, кога бил симнат од власт со државен удар. Тоа се случило некаде, 1924 година, но потоа 1959 година станал лидер, 60 година и така натаму, како дел од историјата постои и ова име. Добро. 1941 година на денешен ден парламентот на Исланд го подпишал договорот со Исланд од 1814 година со кој се прогласила независност од кралството Данска. Независна република Исланд беше прогласена на 17 јуни 1944 година по популарен плебисцит. Значи, имале тогаш гласање и се одвоеле. 1969 година советското вселенско летало Венера 5 донесе планета за сонда за стекнување податоци. Уште еднаш да го прочитам. Советското вселенско летало Венера 5 донесе планета за сонда за стекнување податоци. 1972 година председателот на тогашна СФРЈ и Романија, значи Југославија и Романија, Јосип Броз Тито и Николај Чаушевски го пуштиле во употреба хидроенергетскиот систем Јергерат на Дунав. 1974 година собранието на СФРЈ го прогласиле Јосип Броз Тито за председател на Југославија доживотно.
A 1974. godine, znači ista ta godina, Willy Brandt stanul kancelar na zapadna Germanija postavkata na Willy Brandt. Nešto ovdje ne štima, Willy Brandt, i povtorno se spomnu, no kako je tako je zapišeno v ovje podatoci što gi naogeme. Evo ušteden podatok, poznati od amerikanski zabavovač Sammy Davis Jr. počinal od raka na grlatovu 1990. godina na denešen den. Evo to bi je nekoliko servis informacije, početno gledači, samo što da kažeme, deka sonce to izgreja, dneska vo 5 časoti 13 minuti, a isto toke zajde vo 19 časoti 45 minuti, 136 den vo godinata ili 229 do kraja nova kalendarska godina. Uve zračenje to je 7. Znači, sve ušte podnosljivo, no poleka ke vidime kako ke se skačuva uve to, tako da bideme vrimatelni koja ke bideme izloženi na sonce. Ode mi svega so pesno, potom se vratime povtorno vo živo vo našta programa. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, рубриката следува Капки на мудроста. Подобро е да ги проголташ лошите зборови пред да ги изговориш, одошто да ги голтнеш отпосле. И најмалото дело е подобро од најголемата намера. Има голема разлика меѓу давањето совет и подавање рака. Луѓето што имаат такт не добиваат инфаркт. Наместо да покажеш со прст, обиди се да подадеш рака. Љуби го својот непријател, тоа ќе го дотолчи. Простувај им на другите, како што си простуваш на себе си. Не дозволувај минатото да те парализира, ниту да те хипнотизира. Запомни, и големиот даб некогаш бил само желат. Тој што штеди на добрина никогаш не добива камата. Ако го губиш трпението, сигурно губиш.
Ако сакаш да ја завршиш трката, мора да останеш на патеката. Ако не си ја поправил грешката, правиш уште една грешка. Оно што зборува за друг, најдобро зборува за себе. И уште една, последна, биди брз да слушаш, а бавен да одговориш. Еве, тоа беше утринската порака, почитувани гледачи, за ова утро. Би сакал да споделам една кратка приказна, а тоа е најдолгиот ден. И ноќ нема да има таму. Откровение 22 глава, 5 стих. Колку е долг денот, тоа зависи од каде, односно каде живееш. За американецот кој живе во Њу Јорк, денот во просек е долг 15 часа. Во Канада 16, во Лондон 16,5, а во Хамбург 17, во Стокхолм денот трае 18,5 часа, а во некои делови во Русија од 19 часа, во Северна Финска луѓето го гледаат сонцето 22 часа, а уште на север во Спиценберг во Норвешка цели 3 месеци, сепак остануваат незначителни во споредба со денот опишан во Откровение 22.5. Бог ни кажува дека главниот град на новата земја ќе биде постојано осветлен, вечно, зашто таму ќе биде самиот Бог, самото Божје тројство. Една ноќ, еден брод бил зафатен со бура среде езеро и големите бранови го фрлале овде-онде. Изутрина по тешката борба да се задржи бродот на пристаништето, бродот некако се нашол во мирно пристаниште. Подоцна капетенот посведочил дека единственото што ги одржало да не потонат било светлината на пристаништето која се пробивала низ темнината. Исто така и христијанинот е охрабрен во темнината, ако својот поглед го насочи кон бисерната порта. Тогаш ќе свати дека сенките на земјава нема вечно да траат. По страшната ноќ, помината во гревот и неговата моќ, Бог приготова вечно утро. По тешкиот престој на земјава ќе се појави славниот Божи лак на неговото присуство. Вечно таму ќе грее сонцето, зашто Исус ќе биде тоа сонце, самиот Божи престол. Каква славна гледка Бог приготова за секој од нас. Но ние да бидеме таму, потребно да се приготвиме, да го следиме Христа, неговите упатства, кои тој ни ги дава во неговата реч во Библијата. Еве тоа беа капки на мудроста и кратката утринска приказна. Одиме сега повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene sekogaš da je toj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam.
da bližni od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Evo nepovtorno uživo, почнуваме гледачи, следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Наместо денешна утринска порака или утрински стих, ќе имаме една кратка приказна, замислена, но многу силна и со силна порака до сите нас. Ова размислување се вика соба со ормари. Се најдов во некоја состојба на сон. Таму немаше ништо, освен еден зид исполнет со картички, слични на оние од книжара, на кои пишуваше нешто што се нуди. Картичките беа наредени тематски по азбучен ред. Но оние ормари со други картони кои допира до таванот одесно и одлево има други надписи. Кога се приближив над зидот, до зидот, погледот ми застана на фахот на кој пишуваше луѓе кои ги сакав. Го отвори фахот и почнав да ги прелистувам картичките. Ми беше познато секој име, но набрзо го затвори фахот. Одеднаш сватив кај сум. Во тие картички беше запишана секоја поединетост на мојот живот. Секој миг од мојот живот беше точно забележан, мали и големи дела. Моето лично паметење никогаш не би можело сето тоа да го запамти. Ме опфати страв и радозналост додека ги отварав ормарите и пребарував по нивната содржина. Некои извештаи ме подсетуваа на убави момигови, но некои кај мене предизвикуваа срам и гадење и се свртев назад да видам дали некој ме гледа. Насловите варираа од сосема обични секојдневни ситуации до необични, како на пример овој, книги што сум ги прочитал, лаги кои сум ги кажал, утеха кои сум ја упатил, работи што сум ги направил во нервоза. Ме изненади количеството на работи што сум ги направил во животот или што сум пропуштил да ги направам. Зарем е тоа можно, тие илјадници картички да сум ги напишал во период од 17 години од животот? Но секоја картичка ја потврдувала вистината. Секоја картичка беше напишана со мојот ракопис. На секоја картичка стоеше мојот подпис. Стигнав до фахот грешни мисли. Ме опфати чувство на срам и без бедејки се уверив дека и таквите мисли се педантно запишани на картичките. Никој не сме да ги види тие картички. Никој не сме да донесе да дознае за таа соба, си реков, морам да ги уништам. А потоа го видов фахот на кој пишуваше луѓе на кои сум им проповедал Евангелие. Го излеков фахот и го отворив, но внатре имаше многу малку картички. Почнав да плачам, телото ми се тресеше. Паднав на колена и плачев. Никој не сме да дознае за ова соба, си зборував во себе си. Морам да ја заклучам и да го сокријам клучот. Потоа со насолзени очи погледнав горе и го видов него, како влегува. Не, само тој не. Било кој нека биде, само не тој, Исус. Беспомошно го гледав како ги отвара ормарите и како ги чита картичките. Не можев да ја дочекам неговата реакција. Во тие мигови додека го гледав, на неговото лице му приметив жалост. Тоа ме погоди. Секоја картичка ја читаше. Се прашував зошто мора да ја чита секоја картичка.
Konečno se svrti kon mene i tažno me pogleda. Ja navednav glavata se go sokriv licetoj i gorko zaplakav. Mi pride i me pregarna. Možeše mnogo da kažuva, no ni to zbor ne reče. Samo plačeše so mene. Poto stana i otide do zidot kaj ormarite. Sekoj fak beše otvoren i na sekoj kartička vrazi moju ime go napiša njegovo to ime. Ne, povikav i potrčav ko nego. Sad to možev da go izgovoram vo toj mig. Ne, kažuvav, no na sekoj kartička so crveno mastilo ko pišuvaše njegovo to ime, Isus. To beše ispišano so njegovata krv. Poto nežno gi zede kartičkete i za mig gi potpiša ostanatite. Slušnav kako se zatvori posljednjot ormar i kako se dobliži do mene, gi položi svoje terace, na mojte ramenje mi reče, sovršeno je, se ti je prosteno. Ovo go napišal jedan čovjek po ime Brian Kent Moore. Umrel samo posle nekoliko časovi od kako go napišal ovoj tekst. I to je ostavilo ova poraka za nas, počtovani gledači. Nije da se prepoznajeme u tije kartički. Bog je milostiv, no naše da dojdeme kaj nego, da pobareme proška, a to je podgoten da ni prosti. Cela ta Biblija v sušnost zborova za Božeta milost, za Božeta ljubov. Najubavio tekst vo Noviot Zavjet vo Jovan 3.16. Kaj što piše deka na Boga toliko momilje sveto što go dal svojot edeni roden sin, da sekoj koji veruje vo nego da ne zagine, toko da ima život večen. Ako sakate da je čitate Biblijata, počtovni gledači, da izučuvate, da je studirate, eve vi nudime online dopisna biblijska škola. Možete сега da je vidite reklamata na dopisnata biblijska škola. Potoki se vratime povtorno, da je prosledime, da gi prosledime i ostanatite rubriki vo današnjava programa. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Денеска би зборувал за пророк Езекија. На тој начин ние ги запознаваме библиските личности, односно библиските пророци. Интересно, пророк Езекија напишал книга која има 48 глави и овде пишува на почетокот во 30-та година, во 4-тиот месец, во 5-тиот ден, кога бевме ги заробениците при реката Хевар, небесата се отворија и ја звидов Божје видение. Значи, пророк Езекија бил во она група на затвореници, односно на поробени евреи кои биле носени во Вавилонското царство. Тој бил син на свештеникот од градот Сарира, одведен во робство во Вавилон со царот Јехонија и со многу други израелци. Живејќи во робство, Езекил пророковал 27 години. Бил, значи, современик на пророк Еремија, за кој зборувавме во минатата емисија. Бил современик, значи, на овој Божи човек Еремија. И додека Еремија учеше да пророкува во Јерусалим, тогаш Езекија учел да пророкува во Вавилон. Гледате, тој сега на друго место бил како заробеник, но и таму Господ го употребил како пророк. Пророштвата на Еремија ги дознаваа во Вавилон, а пророштвата на Езекијел во Јерусалим. Обратно. Пророштвата на обајцата свети пророци се совпаѓаат и обајцата биле мачени, измачувани и смејувани, затоа што
ја кажувале вистината за Божиот народ. Пророкот имал страшни и навистина нечујни виденија. На реката Ховар, и овде како што прочитавме, Хевар, значи во други преводи, ги гледа небесата како се отворени, облак, оган, блескање и 4 животни како растопен бакар. Едното животно имало лице човечко, другото лице било слично на лав, третото како на теле, а четвртото на орел. Човечкото лице го означува Господ восплотен како човек, лавовското го означува неговото божество, телешкото неговата жртва, а лицето орловско неговото воскресение и вознесение. Друг пат, исто така, Бог му дава разни видења со разни слики и сега кога читате неговата книга, малце е тешка за читање и за разбирање, за почетници, но убаво е да се прочита и ќе видите со какви се знаци Бог се служи за да му даде порака на Езекија, за да ја пренесе на неговиот народ, кој ќе се најде во робство, а секојаш кога Господ дозволувал да влезе неговиот народ во робство, тоа било за нивна поука, да свата дека без Бога не можат ништо да прават. И затоа овде ќе видиме на кој начин сето тоа Господ ќе го изведе во времето кога живел овој пророк. Погребан бил во гробница на Ноевиот син Сим. Така зборува легендата, но како е да е, сепака и овој еден од Божите силни пророци кои живеле во едно тешко време, значи не било лесно тогаш да се биде пророк, зашто главата може да ти летне, што се вели, и навистина, како што рековме во минатата емисија, пророк Еремија бил засипан со камење. Тогаш тоа било најтешка смрт, да те убијат, значи противниците со камења. Знаеме дека и Сауле, Божиот маченик во Новиот Завет, исто така бил убиен или каменуван со камење. Како е да е, ако имате време денеска или во наредните денови, земете неколку часови, прочитајте ова книга. Еве, и тој навестува обсада на Ерусалим, и тој кажува се што она ќе се случи, бидејќи Бог се до тоа му го открил. Тоа се пророци кои пророкувале и нивните пророштва се исполнили. Тоа уште еден доказ дека можеме да веруваме на Библијата, на Свето писмо, почитувани гледачи, дека тоа е Божје писмо денеска, кое е актуелно и за наше време, зашто пророштвата зборуваат што ќе се случи пред второто Христово доаѓање. А тоа е дека ќе има крвопролевање, ќе има војна, а тоа го гледаме ние секојдневно, ќе има земјотреси, ќе има поплави, но тоа се знаци кои само треба да не приготват да уште почврсто веруваме во Божите пророштва и во Библијата. Еве толку за пророкот Езекија за ова утро. Одиме повторно со песна.
Еве неповторно во живо, почитувани гледачи, денеска ќе зборуваме за едно мало градче, Делчево. Значи, ќе се подсетиме за овој град кој се наоѓа во источниот дел на нашата земја. Делчево, според едно предание, во византинско време се викало Василево. Значи, има и други имења, како, например, Царево село. Во турско време го нарекувале Султанија. Но како е да е, Делчево е една убава населба, изобилува со прекрасна шума, борова шума, така да вие кои сте биле, верувам дека ќе се сетите, Делчево, Пехчево и Берово. Тоа се сите таму наредени, што би се рекло, во источниот дел на Македонија, и убаво излетничко место има околу Делчево, така да ако сте љубители на планина, слободно одете ова пролет и ова лето и прошетајте. Еве неколку информации. Значи, треба да се спомне и народното предание кое вели дека населбата под ридот Острец се запустила кога владеела болеста чума и преживеното население се населило на местото каде што е наречено денеска, каде што денеска постои Делчево. Како најстар дел на градот се смета турската колонија што се создала околу џамијата. Според Јаранов, се до 19. век Делчево било село, турска колонија, населено со чистокрвни турци и голем дел исламизирано македонско население наречено помаци, кои не го знаеле турскиот јазик, само неколку семејства биле православни македонци. Кон средината на 19. век почнало да се развива чаршијата и да расте населбата, а воедно и да се зголемува македонското население. Откако се исполнил просторот во Средно Мало, започнало ширењето преку Гочо поток, односно Горно Мало или денешен први реон. Во 1863 година во Делчево имало само 75, а во 1873 година 109 македонски куќи. За време на Балканските војни голем број на турско население го напуштиле градот, така што во 1914 година бројот на жителите изнесувал 1701. По овие војни дошла нова македонска населеничка струја од околината на селата, а најмногу од пасивните села Бигла, Селник и Драмче, кои ги купувале турските имоти. Во 1931 година бројот на населението се зголемило на 3746. По ова година доброволно продолжило иселувањето на турското население. Јас се сеќам исто во 1970 година, отприлика тие години, многу турци од Македонија се иселија, па и од Струмичкиот регион, од целата, како што се Банско и така натаму, се вратија во своите стари огништа во Турција. Иако не беа протерани со сила, тие доброволно и ден денес останаа доста турци во Македонија кои имат тесни врски со своите роднини и пријатели во Турција, но тие се уште тука жители на Македонија, нивните потомци, нивните деца, внуци, правнуци и така натаму. Од Скопје оддалечено Делчево 164 километри, во подножјето на планината Голак. Тука има два брега, значи тука лежи, може да кажеме, ова место Делчево, тука е планината Голак, убаво излетничко место. Ако имате време, ако сте таму, обавезно да се искачите на тој рид, на тоа брдо, има асфалтен пат и оттаму се гледа целата котлина, дури може да видите Пирин планина, така некои велат. Како е да има добар, чист воздух, добра вегетација и ако сте љубители на планина, јас сум бил неколку пати и во зимски период и во летен период, така да таму е, може да кажеме, за прочистување на белите дробови, зашто има убава борова шума. Еве толку за Делчево, а сега во рубриката Здрави рецепти или здрава храна сакам да ви прочитам, да ви пренесам еден рецепт. Мали лепињи со вкус на мед и рузмарин. Што е потребно за тоа? Една кесичка сув квасец, една лажица сол, малку рузмарин, 250 мл млеко, 2 лажици мед, 2 лажици маслиново масло, 100 грама маргарин,
500 grama brašno, 1 jajce i 100 ml topla voda. Kako se podgotвува? Во еден сад за матење ставете едно пакетче сув квасец, малку млака вода, промешајте ги и оставете ги 10 до 15 минути. Во тенџере ставете го млекото и путерот да се топат на средна јачина. Почекајте да се стопи путерот и тргнете го тенџерето настрана. Проверете го квасецот и доколку е смесата пенлива и со миурчења, додадете 2 лажици мед, 1 лажица сол и малку розмарин. Внимавајте со розмаринот да не претерате, бидејќи има силен вкус. Промешајте и додадете 70% од брашното и на крајот додадете го растопениот путер во млекото. Сето тоа убаво промешајте го и повремено додавајте го остатокот од брашното и мешајте додека не добиете лепливо тесто. Прелите го со малку маслиново масло, покрите го со фолија и оставите го најмалку 1 час да нарасне тестото. Ставите го тестото на даска, расукајте го со дебелина од 1 центиметар, односно 1 центиметар, да, и сечкајте го на ленти, па на квадрачења или на правогалници. Од тоа направете округли топки и распоредете го во тава за печење. Можете веднаш да формирате топчења, како пинг-понг, значи така ги формирате тие топчења, премачкајте ги со изматено јајце и попрскајте ги со крупна сол по малку на врвот. Оставите ги во незагреена рена 30 минути за да нараснат уште малку. Откако ќе нараснат, загрете рерната на 180 степени Целзиусови и ставите ги да се печат околу 20 минути. И затоа, потоа, кои ќе бидат готови, уживајте. Испробајте ги, па кажете ни дали се вкусни. Мали лепињи со вкус на мед и розмарин. Еве, тоа беше рецептот за утро. Ќе одиме сега повторно со песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика за денешната емисија. Kroz sve oluje i sve teškoće mog života tu, ja vidim tebe, moj dobri Bože, znam da čuješ molitvu i samo s tobom život je lakši. Ti si moja nada sva i zato tebi trenutak svaki sada dajem ja. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla. Za
slavi dođeš ti. Najljepšu pjesmu tebi, o Bože, daj da mogu pjevati, a sve do tada nek moja radost bude svjetlo drugima. I zato tebi trenutak svaki sada dajem ja. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim, Bože, nek je to želja jedina. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim, Bože, nek je to želja jedina što je ostala. После ова песна, повторно сме во живо во нашата програма, почитувани гледачи, да ја проследиме и последната рубрика за денеска, кога станува збор за археологијата и Библијата. Денеска ќе ви пренесам интересни информации, еден фелтон кој е напишан од дното на Црвеното море. Историскиот извештај запишан во Библијата кажува дека пред околу 4000 години израелците се населиле во најплодниот дел на Египет, наречен Гесемска долина, поради големиот глад што ја зафатил хананската земја. Тие дошле во Египет кај својот брат и син Јосиф. Гесемската долина и денеска представува мощне плоден дел на Египет. Библискиот историски извештај кажува дека Бог ги извел израелските синови од Египет по големите катастрофи што ја погодиле ова земја. Потоа фараонот ги пуштил израелците да го напушат Египет. Библискиот извештај кажува и откако дојдоа од Сукот се населија во Етам, при крајот на пустината. Втора книга Мојсеева, 13 глава, 20 стих. Пустината преку која излегле израелците не е пустина во смисла на големи песочни пространства. Во прашање е каменлив предел во кој нема вода и кој има мощна оскудна вегетација. Долж правецот по кој оделе израелците денеска постои автопат. Библискиот извештај понатаму кажува дека Бог на посебен начин одел пред израелците и ги водел во овој пат со помош на Мојсија, кому му било кажано: кажи на синовите израелци да свртат и да се улогорат пред Пихаирот и меѓу Мигдол и морето пред Вал Цефон. Спроти него улогорете се крај морето. Втора Мојсеева 14.2. Значи заповедта гласила израелците да свртат, односно да ја променат насоката на своето движење и да застанат крај брегот на Црвеното море. Треба да се истакне дека Црвеното море се протега под Синајскиот полуостров и дека двата залива, Суетскиот и Арапскиот, исто така му припаѓаат на Црвеното море. Што се случило понатаму, ќе слушнеме утре во наредната емисија. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме и до крајот на ова наша денешна програма. Ви благодарам на вашето внимание, што и денеска не следивте. Ова емисија се снима и може да ја прогледате и во другите делови на денот на нашиот YouTube канал
радио Гласна надежда. А сите вие кои прославувате денеска роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме Божи благослов. Почитувани гледачи, овде завршуваме нашата емисија, нашата програма. Ви закажувам нова средба на исто место, во исто време, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш бидете поздравени. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.